Саботно издание на регионалните вести. Во Тетово нема никакви капитални проекти, а изградбата на новиот водовод и театарот никако да заврши. Економските аналитичари сметаат дека ваквите проекти не се завршуваат и властите ги користат за да манипулираат со гласачкото тело. Единствените капитални инвестиции во Тетово, театарот и новиот водовод никако целосно да се реализираат. Камен темелникот на театарот се постави пред 3 години, но градежните работи заглавија во подземјето на планираниот објект. Водоводот и по 2 децении се уште не се пушти во употреба, иако општина Тетово вети дека овој проект конечно ќе биде целосно завршен во октомври минатата година. Граѓаните разочарани велат дека во Тетово нема основна инфраструктура, а камоли нешто друго. За водоводот веќе уназад колку години се дискутира, нема ништо. Исто така дупка е само пред културниот дом, нема ништо. Ништо нема, не за водовод ништо нема. Домот се прави 5 години. Меѓутоа уште 5 ќе се прави друго. Веќе се шири дека многу пари има потрошено до сега. Економските аналитичари сметаат дека пари за вакви капитални проекти има, но завршувањето на истите властите ги актуализираат секогаш пред избори, за да се создаде слика пред јавноста дека државата инвестира и работи во интерес на граѓаните. Проблемот лежи прво кај нас, као граѓани што го дозволуваме ова долго време некој да манипулира со нас и со истите проекти, а не бараме и ни промени, ни не бараме нешто друго што го има и во другите градови и во Тетово го нема. Се уште дозволуваме да манипулира со 2 многу значајни проекти, а град со 2 универзитета да се мачи уште со вода за пиење и да се мачи со немање театар. Од друга страна да се представам како град кој има некоја долгорочна и традиција и во културата и во све. Тоа е многу неприфатливо. Јас сум слушнал, али за жал не го памтам времето кога самиот град Тетово имало и кино, и театар, и имале многу добри представи кои што жителите може да ги следат. Но ја не сум успеал да го стигнам тоа време и за жал ден денеска можеби Тетово е единствениот град без кино. Од општина Тетово не успеевме да добиеме став зошто проектот нов водовод се уште не е завршен. Од културниот дом во Тетово кој инвеститор на новиот театар велат дека изградбата на капиталниот објект се одолговлекувала поради инфраструктурни проблеми. Се изгубило време околу дислокација на трафото и привремените објекти, кои се наоѓале на местото каде се изведувале градежните работи. Одолговлекување имало, но на јавноста му е веќе познато дека имаше тука објекти времени, па не со тврда градба и не знам, имаше такви проблеми кои требаше да се решава во склоп на законот. Имаше трафостаница Евана тука што требаше да се направи дислокација и нова трафо која би го покрила, ќе го покрие и новиот објект. И е направена. Со тие објекти нормално губивме и дел од времето кој нас, односно на операторот, економскиот оператор му значи. Меѓутоа, тие се решени, веќе многу време е работена на длабочина, на заштитна јама, која и кошта и временски зема време. Но сега се сведоци дека почна објектот да иде нагоре и за многу кратко време, верувам, ако дозволуваат условите, временските услови, операторот ќе ги компензира и тие одолговлекувања денови што бевме принудени на некој начин за да се реши во рамките на законот тој проблем. За новиот театар ќе бидат потрошени околу 14 милиони евра, а инвеститорот најавува дека тој ќе биде целосно изграден за околу 3 години. За новиот водовод пак, досега се потрошени речиси 20 милиони евра, но ниту една власт не успеа да го заврши овој проект. Конференција за храна Food Talk 2016 се одржа денес во Брвеница. Присутните има можност од експерти да слушнат за проблемите поврзани со храната, но и да пробаат разни гастрономски специјалитети.
Дали смеам да го јадам ова? Што ќе јадеме за 20 години од сега? Жени во винариите, неволја на повидок. Дружење и дегустација на пијалаци и храна подароци. Сето ова беше дел од втората конференција за храна Food Talk 2016, која денес се одржа во Барвеница. Годинешната конференција е втора поред поминато годишната одржана во Матка. Идејата ни е малку да ги кренеме нивоата за гастрономската култура во Македонија. Денеска ќе имаме неколку панели, ќе се збори што е здрава храна, што е гастробонтон, ќе имаме некои дегустации, ќе имаме коктел мајстори, ќе имаме готвачи, ќе биде едно целодневно дружење во кое што ќе учествуваат најдобрите кувари од Македонија и најдобрите нутриционисти и луѓе кои што можат да зборат за храната. Ние тоа најчесто имаме на крај на панелите нездрава храна, да кажеме, така да цело време лани се збореше за здрава храна, али се изеде нездравото. Така да малце ние тука се уште кај нас не е тоа така баш дефинирано, меѓутоа луѓето имаат навика, за жал повеќе почнуваат кога ќе најдат на некои проблеми, па после ќе се хранат здраво и таа е една, не знам, поговорка многу добра, да кажеме, во која што викаат луѓето дека и кола, и автомобил, и све може да смениш, меѓутоа телото и животот ти е еден. Така да треба се внимава малку повеќе на исхраната и ние сакаме тоа да им го всадиме во луѓето. На конференцијата присутните можеа да слушнат голем број експерти кои зборуваа за проблемите врзани со исхраната и производството на храна, за органската и ГМО храна, но и за сите убави вкусови и гастрозадоволства. Според нутриционистите од година во година расте свеста за внес на здрава храна. Чувството дека навистина здравјето ни зависи од тоа како ние живееме, пред се како тоа ние се храниме, значи тоа чувство веќе е се на повисоко и повисоко ниво. Здравата храна е околу нас. Посебно нашето поднебје, Македонија, има толку добиено од Бога, вода здрава, плодови здрави, што овошје, што зеленчук. На дланки вака ни стои здравјето, а ние треба само тоа да се освестиме дека го имаме и да го земеме во нашето секојдневие. Јас имам своја формула, викам секој ден во својот воз, во вода, овошје за зеленчук. Секој, ако на дневно ниво, на вистина, ама баш на дневно ниво, пие доволно вода, јаде доволно свежо овошје, значи не печено, не готвено, свежо овошје. И ако јаде на дневно ниво доволно свеж зеленчук, значи тоа се трите фактори на нашето здравје. За мене не е превенција одење на лекар еднаш-два пати годишно и тоа е тоа. Превенцијата се содржи во нормалниот начин на живење. Пред се нормална исхрана, што е нормално, она што природата го дава, така, а не она што го направил човекот во фабриките. Тоа е најважното, значи природната храна е број 1, водата напиток без конкуренција број 1. Малку недостига на светско ниво е тоа, еве јас за нашата држава ќе кажам, недостига воспитување или едукација во училиштата и во основните и во средните. Треба апсолутно да има предмет кој ќе се бави со оваа проблематика, така наречено хигиена на исхрана. Тогаш ќе бидеме на едно повисоко ниво во смисол на она да имаме идни здрави генерации. Присутните на годинешниот Food Talk имаа можност да пробаат разновидни гастрономски специјалитети, да уживаат во кулинарските способности на најдобрите готвачи од регионот, да ги слушнат новитетите во гастросветот, да се запознаат и да разменат мислења со готвачи, сопственици на ресторани, винари и гастроблогери, водители и други експерти од оваа област, гости од регионот и многу други. Викенд на нестабилно време прогнозираат метеоролозите. Од понеделник дождови наместа со пороен карактер, а веќе од вторник значително заладување. Во продолжение на регионалните вести за временските прилики викендов и наредната недела. Дестабилизација на временските прилики и услови за дожд се прогнозите на метеоролозите за овој викенд. Денес времето беше облачно и топло, со повремени сончеви периоди. Попладне во северозападните, северните и североисточните предели со услови за слаби локални врнежи од дожд и температури од 22 до 33 степен. Слично време не очекува и утре.
Денес во западните делови од земјата има појава на умерена наместа и значителна облачност, па така и во полошкиот регион имаме големена облачност, а температурата е околу 24 степен. До крајот на денот ќе има услови за појава на краткотраен дожд со ретки грмежи, а во текот на утрешниот ден исто така времето ќе биде променливо облачно, повремено и значително облачно, а во попладневните и вечерните часови повторно со појава на пороен дожд и грмежи. Утринската температура утре во полошкиот регион ќе биде околу 14 степен, додека максималната околу 25 степен. Во текот на денешниот и утрешниот ден ќе дува и умерен ветер од југозападен правец. Денес индексот има вредност 6, а утре 5. Дождови наместа и со пороен карактер не очекуваат на почетокот на новата работна недела, а веќе од вторник значително заладување. И во следните денови не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Повеќе врнежи се очекуваат во понеделник, особено во западните делови од земјата, кои што повремено ќе бидат проследени и со грмежи и ќе имаат пороен карактер, а исто така ќе дува и засилен ветер, повторно претежно од западен и югозападен правец. Температурата ќе бележи благо опаѓање, а така во понеделник максималната ќе биде околу 23 до 24 степени, додека уште посвежо ќе биде во средните денови, кога дневната температура ќе биде малку над 20 степени. Во вторник ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, а врнежи ќе има сосема малку. Нестабилното време ќе се задржи цела работна недела. Во продолжение погледнете телевизиската анкета граѓаните зборуваат, во која жителите на Тетово ги кажуваат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како истакнуваат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Каква е состојбата во градот? Дали има проблеми? Нула состојбата. Водата за пиење, јас секој ден купувам по 6 кила вода за пиење од кам. Секој ден. Има 4 месеци. И не знам уопште дали уште да продолжам да купувам вода или да престанам. Ако престанам, можеби ќе се разболим од таа вода што ние гледавме пред неколку месеци на телевизија. Така? Тоа е една работа. Кантите преполни. Преполни кантите со ѓубре. Тие работат, ги дигат одма. Тие ги дигат за 2-3 сата пак и више утредента. Кога е сабота, недела до понеделник, више да не зборуваме. Така? Каде што има 3, 4, 5 канти, уште 15 да има, нема ќе фала. Втора работа. Трета работа. Нечистота во градот, во секој чекор. Дупки во градот, да не зборуваме. Сега овие 2 дена почна мајсторите со тоа да ги крпат. Не знам до сега што чека. 3,5 години што чека до сега. Него сега се сетија пред 2 дена. Зашто ја не знам. Зашто сега се сетија не знам. И зашто до сега не се сетија и тоа не знам. Тоа више хаос. Хаос. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со економијата, највише. Еве, ја 40 години сум работал, 130 евра земам пензија. 40 години, месец дана, месец и 20 дана. И рачунајте, може ли да живи, да се живи? 130 евра. Освен сиромаштијата, некои проблеми во градот? Иди у водовод, водата е добро, многу чисто е, а вамо не е чисто вода. Со овие ѓубриња, ме разбираш, колите што се паркираат без ред,
Има разни проблеми, ме разбирате. Иначе се снаѓаме кај малце, по малце, разбираш. А има позитивни работи во градот? Моментално не. Не се гледа ништо. Еве, и вие као новинар ги гледате ове, ама ние као народ ништо не гледаме. Позитивно ништо. Економијата каква ни е? И се снаоѓаме и по економијата. Работиме децата, приватно осигурање, ништо. Што да ви речем? Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со најразличити, Какви? што не постојат нигде. Па со какви прашања, не знам како со секакви прашања, политички, било што или сакате за водава, тоа имаме проблеми со водата. А иначе вака меѓуетнички нема такви во моментов, такви прашања. А вака се со водава имаме недостаток на вода. Друго, вие самите гледате каква гужва имаме. Нема кај да се паркира возилата, нема мислам тие има тесна сообраќајот е тесно, не може да се движа возилата, нема кај да се пројде. Ние пешаците проаѓаме било како преку улица, нема и за пешачите не може да има одредени места, ама не може да пројдеш и на пешачкиот пролаз не можеш да пројдеш. Тие се проблемите моментално со паркирањето. Друго не знам што да речем. Па живеачката има сиромашти, али сепак е добро. Имаме некој просперитет, мислам, за живењето. Кој работи нешто, кој не работи, нема. Вработување нема, слабо е вработувањето. Нема за тоа. Нема, вработување немаме. Ама се снаоѓаме некако. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Па тоа сите го знаат со какви. Прво сообраќај загушено. Од сите страни возила луѓе, гужва и така. Најголем проблем е, мислам, за сега тоа. И нерешен проблем. Економијата, воздухот, водата, некои други проблеми? Па водата добра од прилика. Друго, па може се толерира, ама ова тешко. Сега кој ќе дое полудно време, ќе се осети повеќе тоа. Економијата каква е? Живеачката има одместни? Па, кој какво, некој има и така да не може, ама према оно што гледам, што може да се види на улица, може да се рече дека во една добра состојба. Па знае се веќе. Знае се све, šta да има да кажеш, кад проблеми се знају сви. Кои се тие? Па знае се, немају пара. Украли су све они. Министерството за финансии изготви предлог буџет за 2017 година, кој до понеделник ќе биде доставен до владата, соопшти министерот за финансии Кирил Миновски. Крајен рок до кој може да биде усвоен новиот буџет е 12 октомври, денот кога се распушта собранието. Се смета дека главната причина поради која владата брза да го усвои буџетот многу порано од било кога претходно е само за да остави впечаток пред јавноста дека ВМРО ДПМН ќе победи на изборите на 11 декември. Опозицијската СДСМ најави дека нема да дозволи носење нов буџет. Инаку во 2012 година на 24 декември се случи така наречениот црн понеделник, кога беа изфрлени новинарите и опозицијските пратеници од собранието, токму поради брзањето на власта по секоја цена да го донесе буџетот. Стотици илјади мигранти влегуваат во Европа преку слабо познати тајни патишта, откако некои транзитни држави воведоа построги контроли на границата, објави Институтот за прекуморски развој. Според анализата се очекува оваа година по средоземните рути да пристигнат 330.000 мигранти, а бројот на барателите на азил би можел да достигне до 890.000, наведува ОДИ, кој е водечки британски независен институт за меѓународен развој и хуманитарни прашања. Агенцијата предупредува дека разликата од 500.000 луѓе покажува дека постои голем број луѓе за чие доаѓање во Европа многу малку се знае.
Непознати лица фрлиле запалени пиротехнички средства врз руската амбасада во Киев само еден ден пред одржувањето на парламентарните избори во Русија, јави Спутник. Инцидентот се случил ноќеска околу 1 часот по локално време, околу полноќ по средноевропско време. 20 лица запалиле пиротехнички средства во близина на зградата на амбасадата, а потоа побегнале од местото на настанот. Зградата на амбасадата не претрпела видливи оштетувања. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изрази желба преговорите по излегувањето на Велика Британија од Европската унија да започнат до февруари. Тој истакна дека Унијата не може да направи компромис по прашањето за слободата на движење. Британија нема да може да добие слободен пристап до заедничкиот европски пазар ако не се согласи да обезбеди за возврат слобода на движење на работниците од земјите од Унијата, коментира Туск. Примирието во Сирија нема да трае долго, предупреди денеска висок представник на бунтовниците во Алепо. Примирието е резултат од договорот помеѓу Русија, која обезбедува воздушна поддршка за силите на сирискиот претседател Башар ал-Асад и САД, кои поддржуваат неколку бунтовнички групи. По стапувањето во сила на договорот, борбите ослабна и поради тоа вчера Вашингтон и Москва решија да го продолжат примирието. Бунтовниците велат дека неволно го прифатиле првичното продолжение на примирието, кое според нив ги става во нееднаква позиција, бидејќи тоа може да ја олесни тешката хуманитарна ситуација во реоните кои се под нивна контрола, вклучително и источниот дел на Алепо. Денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди и топло. Попладне во северозападните, северните и североисточните предели имаше услови за слаби локални врнежи од дожд и температури од 22 до 33 степени. Во недела ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло, со максимални температури кои ќе се движат од 22 до 33 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам што бевте дел од нив. Пријатно.